Власта и опозицијата после полог период се обединија во една единствена цел, а тоа е да застанат на страната на граѓаните и да го поддржат бојкотот во однос на ценовниот шок. Во ово издание на Трин гостинка ќе биде подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Кристина Костова. Добре дојдете во емисијата. Благодарам, добро ве најдов и благодарам на поканата. Господја Костова, бојкот на маркети, незадоволство кај граѓаните. Сметате ли дека овој граѓански бунт ќе даде некакви ефекти и каква хипокризија? И вие и власта велите секоја чест на граѓанството да изразат незадоволство од ценовниот шок. Незадоволството од шоковите ценовни кои што се случуваа во континуитет во изминатите месеци воопшто не се неочекувани, особено не за нас. Кукавички е целото постапување на Мицкоски и на ДПМН откако се на власт во однос на сите економски политики кои што или ги нудат, или се изолираат себе си, се вадат себе си од ситуација да понудат какви било економски решенија за сериозните економски и финансиски проблеми со кои што се соочуваат сите граѓани. Мицкоски е директен соучесник во покачувањето на цените во изминатиот период. Имено кукавички беше и самото тоа што тој им даде предност на сопствениците на трговските синџири во трката кон новогодишната кошничка. Знаеме дека тие мерки беа најавени месец дена пред нивното ефектуирање и нивното почнување, а во тој интерим, односно меѓувремен период, Мицкоски и ДПМН не направија ништо за да ги спречат вртоглавите растави на цените во периодот од најавата до почетокот на новогодишната кошничка, за на крајот да добиеме еден резултат во кој што цените по 15 декември и покрај тоа што беше веќе во сила новогодишната кошничка да бидат повисоки од цените на истите продукти во периодот кога таа новогодишна кошничка беше најавена. Тој немаше обврска само да ја најави мерката и да ги остави трговските синџири да постапуваат онака како што сакаат. Впрочем, тој е одговорен што ги стави граѓаните до ова дередже да дојдат и тие сами да мораат да се организираат и да покажат некаков бунт. За поддршка на најавениот бојкот сега е прилично лицемерно, како што и вие самите рековте, тој сега дури да го поддржува. Мицкоски и ДПМН имаа можност да спроведат квалитетни економски решенија и доколку ги немаат како идеја, ние им ги понудивме. Меѓутоа, господја Костова, власта, ако ја прашате, ќе ви одговори дека полека ја стабилизираме состојбата по раскалашеността на претходната власт. Сега вас ве прашувам, колку е реално да очекуваме постепено економско заздравување или можеби продлабочува и на социјалното, односно продлабочува и на социјалното раслојување? Фактите и статистиките говорат дека нема врска тоа што го зборуваат лицата кои што доаѓаат од власта и Мицкоски и сите околу него. За неполни 8 месеци се гледа дека доживуваме крах на полена економија. Цените вртоглаво растат, платите стагнираат, не растат и дури се заговара и понатаму да не растат истите, а животниот стандард на граѓаните драстично паѓа. Во декември, например, 2024 година, трошоците за живот пораснале за 4,4%, а цените на основните производи се зголемиле за 4,3%. Тоа се официјални статистички податоци кои што ги добиваме. Гледаме дека таа ДПМН-евска матрица на привилегирање на само неколку теми на кои што се во кругот, или што би рекол Мицкоски во неговиот непосреден периметар, партнери, се забележува дека продолжуваат онаму каде што застанале во 2016 година. Кукавички е не само што не го спречуваат и не прават ништо за да го спречат ценовниот шок, туку исто така и што Мицкоски се иззема себе си од процесот на преговори за покачување на минимална плата и ги остави синдикатите и работодавачите самите да договарат. Тоа е екстремно кукавичка позиција, затоа што Мицкоски не е
е лидер на опозиција, Мицкоски е премиер и негова обврска е тој да се стави во процесите на медиатори, впрочем да покаже политичка волја дека навистина се грижи за граѓаните и се грижи за тоа граѓаните да имаат повисоки плати. Меѓутоа, ова воопшто не ми е за изненадување, затоа што тоа е таа добро позната ДПМН-евска матрица која што ја имавме и во минатото, а за која што гледаме дека сега продолжуваат да ја применуваат. Па еве само ќе ве потсетам, пред неколку дена мислам дека Трајко Славески, кој што во текот на сите 7 години додека ние сме биле на власт даваше изјави за тоа како не било добро да се покачува минималната плата, сега вели граѓаните дека не треба да се залагаат и не треба да бараат повисоки плати, а дека бојкотот на маркетите бил фолклор, како што тој самиот вели. Обезбедување основни услови за пристоен живот на граѓаните, сето тоа се уназадува, а со цел да се реализира повторно она враќање на ДПМН-евската елита од која што се ќе зависи и тие да ги држат граѓаните во финансиски, економски клинч или грч, за да можат полесно да управуваат. Господин Косто, околу ангажирањето на советниците на Мицкоски подоцна, но уште малку на економија. Според пресметките на Finance Think, од почетокот на 2021 година до крајот на 2024, што значи во периодот дека вие сте биле на власт како владеачка гарнитура предводена од СДСМ, цените на храната во земјава пораснаа за дури 47%. Зошто ниту една влада не успеа да ги реши проблемите на граѓаните, ниту да ги дисциплинира компаниите и производителите? Она што го забележуваме е дека во тие години, во тој период кој што вие го спомнувате, имаше ценовни шокови насекаде и во регионот и глобално. На светот тоа беше очекувано постпандемиско економско случување. Но она што сега го забележуваме во последните неколку месеци е дека насекаде во регионот и во Европа цените на основните продукти паѓаат, а само кај нас значително, драстично се зголемуваат. Добро, господе Косто, да се осврнеме малку и на политичките теми покрај економијата. Следите интервју со Кристина Костова, подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Обвинение на истраги се водат против поранешни функционери на СДСМ и ДУИ, вице-премиерот Груби во бегство, ни трага ни глас од текст-директорот на ЕСМ Ковачевски, кој беше од вашите редови. Дали СДСМ ја плаќа цената на послушноста кон ДУИ и расипништвото? Со ДУИ, додека не се реформира и додека не настапат потребните реформи во таа партија, имаме раскрстено и ние се дистанцираме, за тоа сме зборувале. Малку повеќе, односно е лицемерно, ДПМН да се обидува да создаде непостоечка врска помеѓу СДСМ и ДУИ во моментов, затоа што од една страна ДУИ им помага да гласаат закони, 4 закони ги изгласаа со помош на ДУИ, а од друга страна велат Артан Груби е близок со СДСМ. Истиот тој Артан Груби беше пропуштен да помине преку граница од кадри кои што се тесно поврзани со ВМРО ДПМН-евски челници. Така што поголем е линкот и во моментов поголема е врската помеѓу ДУИ и ДПМН отколку што некогаш била помеѓу СДСМ и ДУИ. Да, СДСМ го плаќа цехот за сервилноста кон ДУИ. Што се однесува до кривичните пријави до некои од нашите членови? Да, постојат кривични пријави, она на што ние апелираме и до власта и до јавноста е секогаш да се зачувува оној концепт на презумпција на невиност. Не можете вие да осудувате некој без воопшто да биде покренато обвинение за него од обвинителство. Тие финти и тие сензации кои што ги прават челниците од власта, преку давање нецелосни изјави за тоа кој е опфатен во истрагите, а кој не треба да бидат финти на кои што паѓаме сега во 2025 година, затоа што можат сериозно повторно да го нарушат демократскиот, да ја нарушат демократијата на крајот од денот во нашата држава. И она што ќе го кажам е дека нема да прифатам и прва ќе се побунам на она што значи политички прогон против моите другари и другарки. Господе Костова, зошто вашиот лидер Венко Филипче имаше потреба да присуствува на хвалоспевот на Путин од еден политичар кој е на црната листа? Денови го слушнав вашиот председател Филипче дека побара веднаш власта да реагира во однос на Додик.
Но пародија за вас не беше пародија тој настан и зошто во истиот момент вашиот лидер не го напушти? Одбележувањето на тој празник е одбележување на празник на наши сонародници и не треба да има ништо спорно во тоа што тој бил поканет, меѓутоа има многу спорно во тоа како се организирал тој настан. Сега Мицкоски се обидува да избега од одговорноста и да ја препише на некој од неговите коалициони партнери, но Мицкоски и самиот знаел дека тој ќе биде поканет и самиот знаел дека неговиот коалиционен партнер кани политичка фигура која што оди спротивно не само на процесите на евроинтеграција на државата од која што доаѓа, туку и на целиот регион. И тука одговорноста треба да се бара во власта. Власта треба конечно да каже дали навистина е за продолжување на патувањето на Македонија кон Европската унија и нејзино конечно зачленување, дали таа стратегиска цел ја задржува или пак сака да ги отстварува стратегиите и политиките на луѓе кои што и центри на моќ кои што работат против истото. Забележувате зошто поранешни, довчерашни поранешни соработници на Груевски се ангажирани за советници на Мицковски, истите тие против кои се водеа истраги. А вие, со измените на кривичниот законник, дел од тие деа беа застареа, дел беа преквалификувани, на некои им се намали затворската каста. Бевме сведоци деновиве и на одлуката за амнестија. Тоа ми се чини една од најголемите, ако не и најголемата грешка на СДСМ за време на владењето. Инаку ќе потсетам само дека индексот на перцепција на корупција во текот на годините лека полека се подобруваше. Меѓутоа, огромен удар беше токму она што го рековте, измените во кривичниот законник и одговорноста за овие нарушувања и на овие знаци на напредок кои што постоеле ја носиме. СДСМ беше казнет на избори, меѓу другото, можеби токму поради грешните политики во таа насока. Корупцијата, инаку не е Што значи дека се оградувате од политиките претходни на Ковачевски и на Заев? Праксите кои што биле лоши ги оставаме во минатото и се фокусираме на нудење подобри, поквалитетни решенија. Грешки биле правени и се разбира онаму каде што биле направени тие грешки, ние сега не можеме да речеме дека тоа било добро. Борбата против корупцијата останува значаен дел од она што значат основни вредности во дејствувањето. Јас само ќе ве потсетам дека во минатото, да, биле направени ваквите грешки, но исто така ние мораме да бидеме свесни дека во едно демократско општество судската власт треба да биде и односно беше барем, во текот на нашето време, издвоена од законодавната и од извршната власт. Се правеа грешки, ако мене ме прашувате, и во тоа што лицата од тефтерчето на Гордана Јанкуловска во голем дел си останаа на местата каде што беа. Она идеја за генерален реизбор во судството не помина и тука некако се повлекоа работите. И тоа се грешки за кои што ќе зборуваме можеби во иднина, меѓутоа се грешки кои што во наредното доаѓање и преземање на власта ќе работиме да ги елиминираме. Тоа е мое лично убедување и јас лично се заложувам за тоа, меѓутоа и сите други членови, не само на раководството, туку и нашите членови. Ние сега кога одиме по општинските организации забележуваме дека токму во таа насока се тие забелешки. Господи Костова, мора да завршуваме на крајот. Веројатно, како Социјалдемократски сојуз на Македонија, прв тест дали сте ги примиле пораките од граѓаните ќе бидат локалните избори. Имате кандидат за град Скопје? Она што можам да ви го кажам во однос на локалните избори е дека во овој момент се привршуваат оние активности кои што се однесуваат на воспоставување раководства по општинските организации, град Скопје и сите структури на партијата. Ќе видите наскоро дека ќе бидат обзнанети и имињата на лицата кои што ќе бидат дел од партиските комисии. И откако ќе заврши целиот тој процес, значи во текот на наредните неколку недели ќе следува ставање во погон на сите тие, не само нови раководства, туку и на сите членови кои што покажуваат од ден на ден се поголем и поголем интерес за активно работење во рамки на партиските структури. Се препознаваат
оние локални авторитети во сите општини кои што сме ги посетиле, на ниво секако и на град Скопје и на општините кои што се дел од град Скопје. Така што ние внимателно ќе постапуваме и во изборот на луѓето со кои што ќе настапиме на локалните избори, без оглед на тоа дали станува збор за кандидатите за градоначалници или градоначалнички, или пак кандидатите и кандидатките кои што треба да се најдат на советнички листи. Тоа може да се направи само преку секојдневни, чести и темелни консултации со членството, со граѓанството, исто така. Нешто што го правевме во изминатиот период кога стануваше збор и за поставување на новите раководства, или староновите, ако сакате, затоа што во секоја општинска организација има своји сопствени специфики. И ќе се држиме кон тоа да се понудат најдобрите решенија и од кадровски аспект, меѓутоа уште повеќе најдобрите решенија кои што се однесуваат на локалните политики, кои што граѓаните ги бараат. Затоа што видовме во изминатиот период од некои си 3,5 години локална власт, во општините кои што се претежно преземани од страна на ДПМН-евските функционери, гледаме дека тие имаат еден многу погрешен, козметички пристап кон локалната работа и кон локалната политика. Освен оние редовни ремонтни интервенции кои што се подразбираат во работата на локалната самоуправа, не гледаме дека се реализира ништо конкретно во рамки на општините кои што тие ги предводат, а кое што ќе значи решавање на некои повеќе децениски, повеќе генерацијски проблеми со кои што се соочуваат граѓаните, а кои што потекнуваат или се дел од оние локални комунални политики. Замира изградбата на градинки, замира изградбата на мостови, на оние конкретни решенија кои што во секоја општина се различни, ама кои што ние сме имале можност да бидеме да ја преземеме локалната власт и од 2017 до 2021 да понудиме конкретни решенија за истото. Сега гледаме дека се претура од шупло во празно, па токму и затоа им беше дадена можноста да имаат пристап до овие 250 милиони евра, затоа што видовме дека во тие 3 години колку што беа на власт, ништо конкретно не направија. Не знаат да менаџираат или пак не сакаат да знаат да менаџираат со општинските буџети. Така што нашата понуда ќе биде првенствено на поле на тие политики, на решенија за проблемите со кои што граѓаните секојдневно се соочуваат. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Ви благодарам, Иван. Кристина Костова, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Кратка пауза, еве што по паузата ќе гледате. За мене катастрофална грешка е власта да зема страна. Бидејќи претходно кажав дека овие компании, овие трговци навистина се едни од најголемите плаќачи на данок и вработуваат многу луѓе. Имаме во Македонија акционерски друштва кои ги изигруваат своите акционери со намалени дивиденди затоа што сите лични задоволства ги прикажуваат и ги пресметуваат како компаниски трошок.